Сонче, те викнавме во кафана да те прашаме нешто, ама да не се налутиш. Не бе, зашто се налутам, ако е нешто пристојно. Пристојно, види. Се работи за обклада, ја и Баже се кладевме по 50 евра. Ја му викам вака. Сонја преферира интелектуалци мажи. Он ми вика нема веза. Сонја како и сите жени, поише сака мајстори и занаетчии. Сега пресечи ти. Добро. Ама од прва чекам одговор без филозофирање. Се раз. Не бе, какво филозофирање, не. Еве, ќе почнем ај од тебе прво, Може, така, може? може. Дали ти како интелектуалец би можел да ми приуштиш 3 викенда у месецот? Кај би оделе? Прво ќе идеме у Врничка бања, например, затоа што слушнав таму многу била добра водата за кичма. Добре. Добро. Втор Викенд. викенд би бил, например, у Солун на кафе. И трет, чекај бе, Зоки сега, и трет у Софија на шопинг. Пример ти кажувам. Значи, Сонче, многу пари се тоа, не би можел тоа да ти го приушти. Ти баш? Се поставува ли така глупо прашање, Сонче? Знаеш дека ја работам електричар сум у Евана, така плюс хонорарно тез ги фаќам. Сега имаме на куќа менјам електрична инсталација 500 евра за 10 дена ќе земам. Дали ти, Зоки, имаш хонорарни примања како интелектуалец на месечно ниво толку пари? Немаш? Немам. Јас сум само на плата, значи, мене платата не ми е тајна, работам во министерство, како што знаеш, платата ми е 50.000 денари, хонорари нема. Ама чекај, зашто ние сега муабетот го сведуваме само на пари? Значи, ти ако бидеш со мене како Добро. интелектуалец, па ние ќе имаме 100 теми за разговор. Што ќе разговараш еве со еден електричар како што е Баже? Ајде, он ќе ти објаснува ваква струја не измери. Па што бе Баже, па не ли е така? Со мене ќе имаш муабет. Плюс не заборавај бре човече, јас сум магистар. И што имам јас фајде од твојата магистарска работа? Што имам фајде? Паметен. Дали, чекај да те прашам, дали ти можеш да ми купиш бунда Не. за нова година? Сега. Не е проблем, до 600 евра не правам муабет. Како да не? Шо како да? Што? Од кај бе пари бе брат? Од кај пари? Еве ти бе, 600 евра. штедна книжица, види. Колку пари за 6 месеци сум заработил. А? Шо ќе кажеш сега? Дај да видам. Машала. Баже, аллал ти вер. Баже, имам едно друго прашање. Чекај, не, прво тебе, Зоки, ќе те прашам. Дали ти можеш да ми изчистиш бигор од бойлер? Па Сонче, Добре ми е по... Ама јас сум интелектуалец, значи и мене која бойлерот ќе ми се наполни со бигор, си го викам Баже и ќе го исчисти, и тоа е тоа, шо? Сонче, срце, не само бойлер што можам да ти изчистам. Можам и водоводни цевки да ти изчистам, пошто и тоа се разбирам, ме разбираш да ти сменам цела водовод инсталација дома. А имам баш кај алат за себе, Сонче. Леле, па другари, одговорот е јасен. Така, јас со интелектуалецот можам само муабет да правам. А со електричарот, значи можам муабет да правам. Можам да одам на шопинг, можам да одам на бања, може да ми купи бунда, може да ми изчисти бойлер и морам сега да идам у ВЦ. Ајде. По интелектуалец, дај 50 евра изгуби обклад, ајде. Шо е право е. И не се клади со мене. Среќа што се избањав и издепилирав са бајла. Зошто? Како зошто? Сега го се вратиш, Сонче, гарант ќе ме викне да идеме кај не за дома. Зошто те вика? Зошто? Да го исчистам бойлерот, Зошто ја? Сонја, добро што дојде. Значи, сега може да си нарачаме по некој аперитивче, салатиче, скариче и така. Зашо скара си? Не сум Зоки за скара, не. Ево, Баже, Е? дали си слободен бе, дома направив и секси салата, направив и полнити пиперки, да доеш ем да ми го изчистиш бојарот, ем ки си ручаме, За тебе, бе, Сонче, нема проблем, бе, напуштам секаква работа, ајдеме да ти го изчистам бойлерот. Јако кај ми е мене на Убаво што се видов. Пријатно. Пријатно. Келнер, дај една дупла, бе. Значи, ваков дебакл во живот немам доживеан.